Младите да останат во земјава и тука да основаат семејства е целта на политиките кои што поскоро треба да се применат за да се прекине загрижувачкиот одлив на младите во странство. Заменик председателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Радмила Шеќеринска вчера присуствуваше на трибина во Тетово на тема иднината на младите тука или во странство, организирана од Социјалдемократската младина од Тетово. Вечерва сме во Тетово да зборуваме за можеби проблемот број 1 во Македонија, а тоа е огромното иселување на младите од нашата држава. Статистиките говорат дека на оваа тема мора да се дискутира сериозно и мора нешто да превземеме. Повеќе од половината млади велат дека сакаат или планираат да заминат од државата. Уште пред 20 години еден познат европски политичар рекол вака: за да ти кажам каква е државата, ми требаат две бројки. Колку луѓе сакаат да влезат и колку луѓе сакаат да заминат од неа. За Македонија тие две бројки се стравични. Никој не сака да се врати, а многу сакаат да заминат. И тоа покажува дека работите ни се тргнати во надолна линија по сите прашања. Политика, економија, социјала, се што им е битно на граѓаните. Затоа час поскоро ни требаат политики кои на младите ќе им понудат шанса да останат тука, да создадат своje семејство, ама и да го прехранат тоа семејство. И ние и овдека ќе ги спомнеме мерките кои што неколку пати ги повторувавме, а тоа е воведување на европската гаранција за млади и воведување на серија на мерки со кои бројот на млади кои што ќе добијат квалитетна работа, а не минимална плата од 8.000 денари, ќе се зголеми. Само така младите ќе останат тука. Основен предуслов за еден проблем да биде решен е за истиот да се разговара. Проблемите се решаваат со приоѓање кон истите, не со бегање кон истите. Затоа вечера Социјалдемократската младина од Тетово ја прави оваа трибина за да разговараме за проблемите, за причините кои се релевантни за нивно настанување, но и за сите политики и решенија кои Социјалдемократскиот сојуз ќе ги понуди на младите да се реши овој најгорки проблем во поновата македонска историја, а тоа бегање на младите.